Продолжуваат најубавите приказни, охридски приказни и во октомври, во единственото Форт Кафе. Следејќи го патот на љубовта и науката, професор доктор Владимир Грубчев заминува на постдипломски студии во Соединетите Американски држави, каде е неговата ангела. Магистрира математика, а потоа докторира компјутерски науки и инженеринг, пошто е предавач на Универзитетот во Јужна Флорида. Годиниве предаваше и на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид, како и на Универзитетот Визион во Гостивар. Вели дека го исполнува кога може да го пренесе своето искуство и знаење до студентите. За него Охрид е град на детството, средношколските денови, град на љубовта и семејството. Затоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Октомври во Форт Кафе. Повелете во четврток на 6 октомври 2022 година од 19 часот на најубавите охридски приказни со Владимир Грубчев. Зашо Охрид е градска приказна. Би почнал дека тоа за мене лично значи остварување на една животна желба, ако не и сон. Не дека тој сон сум го бркал како сон на, да речеме, детството, туку таа желба се градеше во мене како што се себе надодградував низ образовните институции. Почнувајќи од средно школо, имав таа љубов, да речеме, се роди љубов за предавање на знаењето кон други луѓе, да речем, тогаш беа моите сокласници. Како што продолжив со факултет, тоа исто продолжи, дури се надгради на некој начин да можам да се изразам преку држање на приватни часови во тоа време. Значи, сватив дека таа моја љубов кон предавањето можам и некако да ја уновчам. Нормално на студент секогаш му требаат некој денар повеќе. А потоа, кога продолжив со моите постдипломски студии, бев и асистент на факултет и имав можност да држам предавања. Буквално бев малтене професор за предмет во еден семестар, 2 пати така, и сватив дека тоа е тоа што сакам да го работам. За време на моите постдипломски студии имаше една ситуација во која што тогаш мојата девојка, денешна сопруга, и реков: баш сакам да имам работа како овие двајца луѓе, и денес тие двајца луѓе ми се колеги. Така да, ето, сум успеал во таа моја животна желба. Втора работа, што значи за мене да бидам професор во САД, е слободата што имам во работата. За каква слобода станува збор? Пред се, при определувањето на кои предмети ги предавам и самиот распоред на часови, имаме голема слобода. Пред секој семестар, нашите предпоставени, тоа е пред се или шеф на департман или заменик шеф на департман, го средуваат тој распоред, ги распределуваат предметите на професорите и во кои денови, нормално, кое време од денот сето тоа оди, тие часови. Добиваме еден имейл кој што вели кои предмети сакате да ги предавате и во кои денови од неделата и во кое време од денот. Мислам дека на таква слобода вреди многу. Нема да ја споредам со ние ни парични средства, меѓутоа за мене како слобода во работата значи премногу. И уште една работа во однос на слободата е академската слобода. Како професор имам слобода да го организирам предметот и часовите онака како што јас сметам дека се најдобро за таа група на студенти. И многу пати, ако го предавам истиот предмет, сум се нашол дека менувам, да речам, или начин на предавање, или менувам начин на испитување во однос на тоа која е мојата група на студенти. И мислам дека и тоа е една работа што ме исполнува, да имам слобода во искажувањето. И третата работа, ова малку како шега, меѓутоа многу сладка шега за нас. Еден ден во една канцеларија кај еден мој колега видов шолја за кафе на која пишуваше 3 најдобри причини да бидеш професор: јуни, јули и август. Ке прекинам да зборувам затоа што тоа слободно време што го добиваме како академски професори, ни една друга професија немам сретнато дека го дава. А бога ми не е само јуни, јули, август, туку добиваме и дел од декември и малку од јануари.
така да имаме доволно слободно време и тоа слободно време ни дава можност да поминеме време со пред се нашите фамилии и другарите, во Охрид се разбира. Меѓутоа исто така ни дава и нешто друго. Мене лично ми дава време да ги наполнам работните батерии и дури да дојам до ситуација да викам не можам да издржам да почне школската година. До толку да имаш енергија да сакаш да се вратиш на работа. За секоја моја одлука што имам донесено во животов, трошам доволно време пред да ја донесам. Пред се ставам многу работи на кантар и јас си викам понекогаш си играм шах со себе пред да ја донесам одлуката. И кога ќе ја донесам таа одлука, за мене тоа е пресечено. И мојата полиса за одлуките што сум ги донесол во минатото е дека тие одлуки се донесени во некое време, со некој стадиум на мојот ум, во некое, како да речам, околности, дали лични или општествени, поради кои што сум ја донесол таа одлука, специфична одлука. И тој стадиум на мојот ум, тоа време, тие околности никогаш повеќе нема да се вратат исто, за да можам да речам чекај да ја реоцена мојата одлука. Затоа никогаш не се враќам наназад да пробам да ги реоцена моите одлуки. Меѓутоа, ако размислувам во смисла дали сум донесол правилна или неправилна одлука, таму сум веќе 17 години и чим сум останал се досега, значи дека нешто позитивно има во таа одлука. На второто прашање, дали би се вратил во Охрид? Јас во принцип не сум заминат од Охрид. Секое лето по 3 месеци, благодарение на таа работа што имам, сум во Охрид. И значи без Охрид не можам. Меѓутоа, ако е прашањето, ако го разбереме дали би се вратил да живееш и работиш во Охрид, тогаш, и ако сум приморан да дам дециден одговор, за жал во моментов би бил не. Знам дека е непопуларно, ама ќе дадам мои лични причини зошто мислам така. Прво, ако некогаш би се вратил овдека за да работам, би сакал да ја работам истата работа. Значи да бидам професор на факултет. Сега има некои работи овдека, отприлика 2 до 3 работи што не сум сигурен, за кои што не сум сигурен пред се како се одвиваат и дали има шанса да ги разберам и на крај да останам како победник во однос на тоа дека и ја имам таа работа што ја сакам и ми е супер. Првата работа е колку е лесно да се добие таква професорска работа во Македонија. Едноставно не знам, не сум пробал, затоа не можам да речам лесно или тешко. Втората работа, ако ја добијам таа професорска работа, колку е стабилна и колку може во да речам во иднина да издржи таа работа таква каква што е. И за тоа за жал не знам, не сум сигурен. Третата работа е, претпоставувам, себе надградување, можноста за себе надградување. Дали имам таква можност овдека, и за тоа не сум сигурен. И исто така соработка со луѓе од твојата фела, со луѓе професионалци, мислам дека и тоа би представувало мал проблем овдека. И тие 3-4 работи за кои што сум размислувал и во првата секунда кога некој ќе ми рече ево ти работа како професор во Охрид, јас одма викам да, скокам дури. Меѓутоа кога ги размислам овие работи, некако ми е тешко да го речам да. И затоа за жал во моментов би било не. Разликата меѓу професор предавач и професор истражувач е во тоа што професор предавач нема дел од описот на работното место да мора да прави истражување, за разлика од професор истражувач кој што има дел, задолжителен дел, кој се вика истражување. И многу често тој дел е проследен со многу притисоци. Дали од фактот дека тој професор истражувач мора да објави одреден број на трудови, дали од фактот дека мора да донесе одредена сума на грантови на факултетот и ред други работи, значи има притисок кој што е реален и
мене би ми представувал проблем, да речам, во работата. И затоа, поради тоа, да речам, таа голема разлика меѓу предавач и професор, а во принцип и едниот и другиот мора да предаваат часови, ја избрав како професија предавач. Пред се љубовта, првата љубов, да речам, во однос на високото образование ми беше предавање и тргнувајќи од таму, ова друго некако ми се вклопи како зошто да бидам под притисок да морам нешто да направам, кога можам да бидам предавач и јас повторно да се занимавам со истражување во слободно време, на начин на кој што сакам, без некој да ме притиска за исполнување на некакви, како да речам, квоти. Уште една работа кога некому ќе му објаснеш како да стигне до решение на некој проблем и кога ќе видиш во очите на тој студент, да речеме сега во мојот случај, дека му се поврзуваат работите и го гледат решението чисто и јасно, тоа за мене е бесценето. Дури кога да слушам клик некој во нивниот мозок, го научив нешто, за мене тоа е бесценето. И уште една работа, секоја се шегувам, кога ќе влезам на час да почнам со моето предавање, како некој психички прекинувач во мене да ме исклучува од реалноста. Не знам ова дали звучи чудно или не, меѓутоа за мене тоа е катарза. Моите проблеми, колкави да се и какви да се, како да прекинуваат во тој момент. Се внесувам во моето предавање, сум дел од таа група заедно со студентите и некако како да сум бил на сеанса со психијатар. Дури да не звучам многу како да речам, прејако можда, ама за мене стварно го осеќам тоа. И уште една работа, ја напоменав малку на почетокот, сепак како предавач имам слобода да сепак се занимавам со истражување и да соработувам со луѓе со кои што јас сакам да соработувам. И слободата на тоа е малку ми дава, како да речам, ентузијазам и без тоа што не ми е наложено да се занимавам со истражување, сепак се занимавам со тоа. Вака, бидејќи не сум 100% внесен во, да речам, во работата на факултетот и не ги знам точно нивните сегашни проблеми, иако бев дел пред 6 години, би можел да дадам неколку генерални идеи за тоа што мислам јас, што би можело да се, не можда да се смени, туку да се, како да речам, да се гледа како цел и не само на информатичкиот факултет, на сите факултети во Македонија. Првото е дека мислам дека треба да има подобро и навремено менаџирање на сите работи. Едно што ми иде како пример, да кажеме дека кога бев дел од факултетот, распоредот на часови се даваше една недела пред да почне семестарот. Само како пример споредба за тоа што го имам видено на факултетот, на мојот факултет матичен во Америка, е дека верували или не, распоредот за пролетниот семестар, што почнува од прилика 10 јануари, веќе се прави и до 31 октомври се мора да е направено, студентите почнуваат да се регистрираат за часови. Значи, скоро 3 месеци пред почетокот на школската година, а не една недела. Втора работа е, мора да има подобра комуникација меѓу менаџерскиот тим и професорите. Бидејќи проблемите се, како да речам, факултетот како една целина не решава проблеми од општината или надвор, се решава нивни проблеми. И за решавање на тие проблеми мора да има подобра комуникација меѓу менаџерскиот тим и професорите, затоа што професорите се во принцип носители на работата што се одвива во факултетот и тие ги познаваат проблематиките дали од нив кон менаџерскиот тим или од нив кон студентите. И трета работа, мислам дека треба да има поголема транспарентност. Пак исто меѓу менаџерски тим и професори, меѓутоа дефинитивно меѓу професори и студенти. Еве ќе посочам еден пример на студент на медицински факултет, го полага испитот, прв пат, втор пат не е ни битно и
спаѓа нормално и бара од професорот да си го види, да го види испитот, што напишал и кај сгрешил, па ако за ништо друго за да научи наредниот пат да не ги направи истите испити, не му било дозволено. Мислам, тоа е за мене несмисливо. Не можам да најдам причина зошто јас како професор не би му го дал на студентот неговиот испит. Уствари, ние на мојот факултет прво што правиме во рок од една недела им ги враќаме испитите. Значи им ги предаваме испитите назад. Па тие може да дојдат на консултации да ни кажат: јас мислам дека овде сте ми скратиле поени за ова или за она. Ние ги прегледуваме повторно нивните, затоа што не сме таму, мислам, не се тие на гилотиња. Тие се таму за да научат нешто, а ние сме тие што треба да го предадат тоа знаење. Како ќе дојдам јас во контакт, како ќе натерам некого да учи ако тој нема доверба кон мене? Или ако гледа кон мене со страв? Стравопочит можда, ама не страв. За мене пред се Охрид е мојот роден град и секогаш ќе биде мојот роден град. Каде и да одам во светот, тоа ќе е мојот роден град. Еден пријател, колега на факултет, исто македонец, рече, му објаснуваше на синот што е роден во Америка за огништето. И синот не сваќаше што значи тоа огниште. Во Америка малтене нема такво нешто. Ние секога се враќаме кон нашето огниште, од таму каде што сме тргнале. И за нас тоа не служи само како одскочна даска, туку како некоја сигурност за секој чекор понатака, ние имаме назад каде да се вратиме. И тоа за мене барем представува еден многу голем значаен дел од мојот живот. Сега како го паметам Охрид? Ова малку ми звучи ако некој ме праша како паметиш нешто, значи дека сум го заборавил или не сум го видел подолго време, што не е случај. Јас Охрид се уште го живеам. Како што напоменав, благодарение на мојата работа, секој лето по 3 месеци сум овдека и ги гледам тие промени по малку што се случуваат. Ама ако треба да одговорам некоја слика на Охрид што имам, што ми останала дали од детството или можда од малку подоцна, би рекол како некоја идила. Назима, кога ќе поминиш, замисли врни снег, поминуваш по чаршија, одиш покрај езерото. Секогаш ќе ми се враќа таа слика во главава, кога дали сум среќен, дали сум несреќен, тоа е нешто што ме исполнува и што ми дава сила да продолжам понатаму. Каков е сега Охрид, за жал не таков како што го замислував дека ќе биде кога бев дете. Каков сакам да биде Охрид? Сакам Охрид да биде таков, за мене да не ми е срам на мојата собствена ќерка да го представам онака јас како што го имам видено. Се надевам дека ќе можам тоа да го доловам неизе.